Кампање вредни над 300 милиони евра во ек на предизборен период. Антикризни мерки каде државата дава пари на граѓаните од сега па се до мај, месецот и кога ќе се одржат изборите. Без малку, 1000 нови огласи за државни вработувања, па дури и предлог да се укинат ингеренциите на Министерството за финансии, да дава амин за вработување на институциите кои се финансирани од државата. Власта на голема прави предизборен подкуп, предупредуваат аналитичарите. Професорот Божиновски вели, наместо владата, согласно европските стандарди, да ја намалува јавната администрација, со овој предлог директорите на институциите сами да одлучуваат без парав од Министерството за финансии, не само што дат контра тоа што го бара Европската унија и тоа што го вети власта, туку и поттикнуваат зголемување на бројот на државни службеници. Тук има уште еден поголем проблем доколку се донесе оваа одлука, тоа е дека ќе се изгуби секаков вид на и онаа контрола колку толку што постоеше во однос на новите вработувања. Едноставно, наместо да идат тие нови вработувања преку еден центар, односно Министерството за финансии, кој што ќе може согласно буџетот да види дали прво дали се неопходни, друго дали има пари за нив, сега буквално сите оние стотина министерства, институции, компании и акционерски друштва ќе можат, кои што се поднели државна капа, ќе можат сами да се вработуваат, со што ќе се изгуби едноставно секоја можност за каква таква контрола на новите вработувања и може да настане еден своевиден колапс за многу време. Посочува дека ова не е само своевиден подкуп, каде на 4 месеци пред избори се отвараат нови работни места и истите би можеле да поминат без подпис од главниот контролор, односно Министерството за финансии. Туку ова е проблем чии последици ќе се почувствуваат и подоцна по изборите. Кој да е ќе има сериозен проблем затоа што ќе биде многу тешко да се контролираат тие нови вработувања, да се контролираат буџетите и ќе имаме се повеќе загубари. Значи, видете, оваа власт успеа МЕПСУ и ЕЛЕМ да ги донесе од едни од најпрофитабилните компании во загубар, така да ништо нема да ми знае. Но проблемот е што понатаму од кога ќе си отиде оваа власт. Така да новата власт ќе се соочи наистина со сериозен проблеми. Предлогот од 1 јануари секое министерство, предпријатие, акционерско друштво, агенција, општина, само да си го прави планот за вработување, го соопшти самиот министер за финансии без име, кој не гледа ништо спорно што предлогот е непосредно пред изборите. Се правда дека новината не е поврзана со изборите, туку е дел од измените во законот за буџет кој е во собраниска процедура. Опозицијата се противи, вели дека нема да ги поддржи овие измени кои ги оцени како предизборен подкуп.